Кога правдата ќе стане прескапа, бесплатната правна помош е единствениот пат до суд за најранливите граѓани. Таа не сме да зависи од економската или социјалната положба на граѓаните, нити пак од тоа колку пари има некој, нагласува академик Владо Камбоски. Значи, издвојувањето на такви средства на државно рамниште е исклучително скромно. Значи, тоа треба се зголеми, треба купната организација во бесплатната правна помош со јакнење на помошта што треба да доаѓа од други институции, не само адвокатите, туку и од граѓанскиот сектор, граѓански организации и тука се особено важни правните клиники кои треба да се развијат на правните факултети. Голем дел од граѓаните кои имаат право на бесплатна правна помош се уште не се доволно информирани дека може да ја користат. Според досегашната практика, најголем број барања се поднесуваат за имотно-правни спорови, семејни бракоразводни постапки, мерки за заштита од семејно насилство, како и за наследни постапки. Во минатата 2025 година ние им обезбедивме бесплатна правна помош, примарна правна помош на над 5000 граѓани кои го остварија тоа право и обезбедивме право на секундарна правна помош на над стотици граѓани. Тоа значи дека бесплатна застапување пред судовите, право кој што им обезбедено за секој еден и оној кој што финансиски не може да си обезбеди, да достигне да обезбеди правдата. Бесплатната правна помош е наменета за лица со ниски приходи, жртви на семејно насилство, лица со попреченост и други ранливи категории. Во следните 3 години, во рамки на регионалниот проект што го реализира Министерството за правда, ќе бидат обучени 150 професионалци, кои ќе обезбедуваат бесплатна правна помош за околу 1500 корисници.